Добар ден и од мене. Овде сме во Подвис. Да ги поздравам прво граѓаните што излегува да не пречекат. Секако и граѓаните од Житоше, од општина Долнени, од општина Кривогаштани, кои што се денеска со нас, заради тоа што навистина е историски чекор. После 94-95 година, од кога е трасиран овој пат, прв пат се прави ваква рехабилитација на ова значајна делница за овој централно-западен дел од нашата земја. Навистина пат кој што ги поврзува општина Долнени и Кривогаштани, како што рекоа двајцата градоначалници, благодарение на финансиските средства од државата, од владата, преку јавното претпријатие за одржување и рехабилитација на патиштата Македонија пат, имаме можност да покажеме на дело како се движи соработката помеѓу државните институции и локалните институции, се во интерес на граѓаните. Рехабилитацијата на ваквите експресни, регионални и локални патишта, кои што масовно со годините наназад и посебно и оваа година се случува во државата, очекуваме да го поттикнат дополнително економскиот развој. Овој наш работлив народ, токму во овој крај, секоја подобрена инфраструктура, дали е тоа регионалниот пат, дали се локалните патишта кои што ги градиме преку проектот на Светска банка, дали се водоводите и канализациите преку ТАФ програмата или преку Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој, ја значат подобрување на севкупниот квалитет на живот на граѓаните кои што живеат во сите краишта во нашата земја, токму и во овој крај. Сакаме да дадеме подеднаква важност на сите граѓани, без разлика дали живеат во помало село, во поголемо село, во градовите, помали или поголеми во државата, и навистина е една градежна офанзива широм цела земја. Инвестираме повеќе од 1 милиарда евра во инфраструктурни проекти, патишта, водоводи и канализации, системи за наводнување, акумулации за наводнување, се со конечна цел да ја поттикнеме економијата и на начин на кој што ќе го поддржиме градежниот сектор, но и веднаш тоа значи дополнителни можности за мотивирање на нови економски активности, со конечна цел да ги убедиме младите да останат овде, да раздвижуваат своји идеи и секако економскиот стандард на нашиот народ да го јакнеме. Важно е целото ова што се случува во државата. Пред неколку дена со директорот Беки Мемеди, со министерот бевме во Битола, пред тоа бевме во Штип Кочани, делницата која што се гради, предходно Штип Радовиш, на Галичица, бевме и во многу други делници широм нашата земја. Сакам да поттикнам разбирање од граѓаните за моментот додека се гради, заради тоа што навистина се блокирани патиштата, но ова е една трајна придобивка која што станува за сите нас и верувам дека ќе направиме многу заедно сите здружени, вака локалната самоуправа и централната власт, но пред се и над се со поддршка на граѓаните, за да реализираме колку што е можно повеќе инфраструктура во сите овие наши краишта.